Заврши турнирот во мал фудбал Свети Никола 2016 во Прилеп, кој општината традиционално го организираше по 7-ми пат во рамки на одбележувањето на заштитникот и патрон на Прилеп Свети Никола. Изминативе 2,5 седмици, силите ги измерија 37 екипи од повеќе градови од Македонија, а најдобар беше тимот Фурна Златно Зрно од Радович, кој во финалето со тимот Македонија издвои победа од 3:2. Исто како што се надевавме, беше тешка утакмица, тоа и се покажа. Радовичката екипа Македонија беше квалитетна, ни пружи солиден отпор, сепак на крај бевме посреќни и благодарение на одличната публика успеавме да забележиме победа. Од настапот на мојата екипа сум презадоволен. Преку целото лето настапуваме низ цела Македонија, низ цела држава. Освоивме многу турнири, но овој е еден од најголемите и највредните за нас и ни представува огромна чест што учествувавме и фала му на Господ и победи. За најдобар играч на турнирот беше прогласен Сашко Димов од Фурна Златно Зрно, најдобар стрелец Левков од истиот тим, а за најдобар голман беше прогласен Христијан Сркевски од тимот Тобако Дисконт Руна Мак. Лично сум задоволен од мојот настап и од настапот на моите свиграчи. Има мало разочарување што не успеавме да стигнеме до финалето како и лани. Меѓутоа и ова е добро. Лично да би ми било помило да го освоевме овој турнир отколку оваа награда, меѓутоа исто и ми е мило што е втора година со ред да освојам наградата најдобар гол. Градоначалникот на општина Прилеп Маријан Ристевски истакна дека со овој турнир Прилеп уште еднаш докажа дека е голем фудбалски град. Овој турнир покажа дека имаме навистина големи мајстори во мал фудбал во градот и во Република Македонија, што значи перспективите за малиот фудбал се одлични. Рекол и доста таленти кои играт и би играле во иднина во футсал репрезентацијата на Македонија. Меѓутоа да не заборавиме, главниот аспект на овој турнир е сепак од хуман аспект, хуман карактер, така да дел од средствата кои се собрани од овој турнир ќе одлучи понатаму организаторот да одат во одредени хуманитарни цели. На традиционалниот турнир прво наградената екипа доби 125.000 денари, второ пласираната 70.000, трето пласираната 45.000 денари, а екипата која го освои четвртото место доби 20.000 денари. На годинашниот турнир имаше и неколку новитети, односно анимирање на пионерите со цел да го збогата турнирот, а исто така беа воведени и голем број на награди за публиката, кои тие ги добиваа со купените влезници.